Гледате 360 степени. Една од доминантните тези во кампањата за поддршка на договорот од Преспа е дека тешкиот компромис се прави заради подобра иднина на земјава и запирање на иселувањето. Македонија стана нездраво место за живење, вели една наша соговорничка, објаснувајќи ги причините за заминувањето во Малта. Оваа земја членка на Европската Унија е една од топ имиграцијските дестинации за македонските државјани во последните неколку години, што беше и причина да провериме зошто. Петар Клинчарски. Во модерното печалбарство летото е период кога трендовите се најлесно видливи. Населените места во Македонија се полни со автомобили со странски таблички на нашинци во посета на родниот крај. Но летото е сезона кога се регрутираат и многу нови печалбари, особено во земјите со развиен туризам. Во последно време, хит дестинација за работа е Малта. Неофицијалните статистички податоци со кои што располагаат туристичките агенции кои посредуваат за работа говорат дека 4 до 5 илјади македонци во последните 2 па и 3 години решиле да ја пробаат среќата во оваа островска земја. 360 степени директно од Скопскиот аеродром со слика весели во Малта. Да видиме што работат и како живеат македонците таму. Само еден час на небо го допревме тлото на Малта. За време на необично долгото чекање на пасошка контрола на граница на ЕУ, слушнавме гласини дека навалата на балканци без европски документи придонела за заострени проверки при влез во Малта. Се бараат по голема сума кеш како основа за туристички престој и адреса за престој. Дури потоа доаѓа средечното: добре дојдовте во Малта. А Малта, остров во Медитеранот, со своите 450.000 жители на само 316 квадратни километри, е една од најгусто населените држави. За споредба, Малта има речиси 100 пати помала територија од Македонија, но дури 20 пати е погусто населена од нашата земја. Собира илјадници туристи и работници од целиот свет преку цела година. Голем дел од нив се македонци, некои сезонски, а некои доселени и на подолго. Таков е примерот на Антигона Дамовска, која пред 3 години дошла да го посети својот брат, но од тогаш не се вратила дома. Последните години пред да дојдам во Малта, значи имав свој салон во Скопје и истата работа ја работев и таму. Беше добро, не е дека не, нели нашата бранша секаде ја има и секаде е барана. Меѓутоа, животот тука е сосема друг, порастеретен. Не ги мислиш проблемите и не размислуваш многу за... Не многу, него за политичката ситуација тука немаш. Убаво се работи, убаво се заработува. И во Македонија моментално само размислувам на гости, да одам и на одмор. За разлика од други земји во ЕУ, процедурата за вработување во Малта и со македонски пасош се чини поедноставна. Трае околу месец и половина, а започнува со поднесување документи во Малтешкиот завод за вработување. Прво се добива син картон за легален престој, но не и за вработување, зашто услов е добивање лична карта за странци. Откако ќе се земе и овој документ, може да се излезе од црната зона и да се работи легално. Овој пат планира да го помине и 27 годишната правничка од Скопје, Марија Николова, која минатата година дошла туристички да подготви терен, за годинава да остане подолго. Ја сретнавме во кафулече и газде од Македонија, единствено вакво во Малта. Почнав да чувствувам дека секој ден поминат во Македонија ја навредува мојата интелигенција. Македонија стана невротично општество, нездраво општество за живење, безперспективноста, неказнивоста, криминалот,
Едноставно Македонија стана премногу лошо за место за живење и сметам дека тоа не би можело да го надокнадат и високи плати. Работа во хотели, ресторани, спа центри, но и сметководство, ревизија и во IT сектор. Ова е спектарот на области во кои најчесто работат македонските државјани во Малта. Во туризмот платите стигнуваат и до 1300 евра месечно, а во финансискиот сектор и програмирање одат и на 2500 евра. Сепак голем проблем се високите кирии за стан, бидејќи за помалку од 800 евра тешко се доаѓа до пристојно живеалиште. Но Зоран Дамевски и Мирослав Јаневски, и двајцата хаус мајстори во хотел, имаат различно искуство. Работам 20 месеци, значи веќе. Овдека доста сум задоволен и од хотелот, доста добро сум примен тука. Задоволен сум и од платата. Комотно живеам, плаќам кирија, што се вика, стан плаќам тука. И сум релативно многу позадоволен него од Македонија. Единствен проблем што го имаме тука е сместувањето. Кириите се многу високи за нас. Мислам да живееш сам во стан и ќе видиме. Ако исполниме некои услови, може би ќе останеме тука, да видиме, да побараме, да си купиме некое сместување. Решивме да ја слушнеме и другата страна на приказната. Каква е перцепцијата на малтешките газди за македонците? Шарлота Бела, кој е собственик на неколку комплекси, хотели и апартмани, признава дека тешко се наоѓаат добри работници. Споделувајќи го искуството со работна сила од целиот свет, вели дека има позитивна слика за македонците, па затоа негов избор се најчесто тие. Their attitude is very much like ours. You'll find most of them, a good 95% of them, which they have the same mentality, very hardworking. Nowadays it's easier to get the documents for them, in the sense. But the ones that I have, they are planning to stay for a long period, if not all their life, but for a good number of years. Но има и такви, чии планови за иднината трајно се врзани за Малта. Една од нив е Весна Витанова, која речиси цел живот се занимава со фудбал, а во Малта е тренер на аматерска машка фудбалска екипа. Може би економски е поразвиена, меѓутоа од другите страни, кога ќе разгледам како функционираат банките, какви патишта имаат и сите други работи, е многу по-назад од Македонија, меѓутоа сепак социјалниот пристап, сите други работи им се безпрекорни. Доколку двајцата родители работат и нормално се пријавени и плаќаат тие социјално, значи ги следува бесплатна згрижување на децата во градинка од 3 месеци па натака. Училиштата се бесплатни, исто така факултетот е бесплатен. Од разговорите со нашинците, дознавме дека функционирањето како една заедница е тешко остварливо, бидејќи политиката ги разединува македонците, дури и во Малта. Ние секаде сме поделени. Во Македонија се поделивме на политички, и тука исто дојдовме и тука се поделивме, да не кажам политички, меѓутоа така личи. Има групи во кои си помагаме, си споделуваме искуства, дури и си помагаме вака лично, одиме. Меѓутоа има и други групи кои што се со некоја друга цел формирани, со цел да си створат приходи за самите себе. Меѓутоа тоа е нивен избор, ние знаеме тука кој што е, како е, бидејќи Малта е мала. Постојат две регистрирани здруженија на македонци. Едното е блиско до конзервативните обединети здруженија од диаспората. Со нив не успеавме да стапиме во контакт. Другото е Форум за демократска Македонија, кој се формираше под движењето Протестирам. Дел од оваа група е Игор Филевски, кој во домашната јавност е попознат како Филе Топки, кој веќе 4 години е стациониран на Малта. Она што би рекол друго во однос на функционирањето на Форумот за демократска Македонија е тоа дека ние сакаме да го воспоставиме тој однос помеѓу македонците во Македонија и ние кои што сме иселенци да помогнеме максимум про боно во сите можни аспекти и да шириме таа култура помеѓу Македонија и Малта. Другата организација, мислам дека повеќе има бизнис и гледа бизнес низ тоа.
ќе слушнете и јас сум слушнал дека носат работници од Македонија, како ги носат и колку ги носат, не знам, искрено не би било добро да зборам, единствено што знам дека тоа се некои правила и принципи што не се баш по сите критериуми. Дури неодамнешната посета на премиерот Зоран Заев на Малта помина во разединувачки амбиент на македонската диаспора. Представници на едното здружение ја напуштија средбата со премиерот, откако соопштија дека се против промена на името, додека од Форумот за демократска Македонија дадоа поддршка за решавање на спорот и за образување на интегративните процеси. Иако Заев уште тогаш најави, од македонското МНР не откриваат докаде е постапката за отворање конзуларно представништво во Малта, каде според проценките се иселиле близу 10.000 македонски државјани. Јавниот простор во Македонија повеќе години е пополнет со манипулативен дискурс за што највиновни се политичките елити. Познат е примерот за трката во која учествуваат само американскиот и рускиот претседател, при што русинот е прв, а американецот втор на целта. Во извештаите за трката, руските медиуми велат дека нивниот претседател убедливо победил, оставајќи го американскиот на последното место. Американските медиуми пак известуваат дека нивниот претседател завршил на високото второ место, а русинот бил предпоследен, иако во трката учествувале само двајца. На слична ситуација сведочиме и во актуелната полемика за договорот од Преспа. Александар Димитриевски. Пред 10 дена коалицијата Заедно за Европска Македонија ја промовираше кампањата во поддршка на референдумот. Сме согласни заеднички и одделно да ги повикаме граѓаните да излезат и да гласаат за подобра иднина. Të gjithë ne që duam dhe angazhohemi për një Maqedoni të barabartë dhe të integruar në NATO dhe në Bashkimin Evropian, sot jemi bashkë. Кампот за од тогаш ги убедува граѓаните зошто треба да гласаат за договорот со Грција. На терен нема активна кампања против, но и без одлука дали ќе учествува, ВМРО ДПМН убедува дека договорот со Грција не е добар. Има една дилема и секогаш ме прашуваат каде додам. Дали сте за Европската унија и НАТО? Да, еве ви одговорувам. И за Европската унија и за НАТО. Ама сме жестоко против овој капитулантски договор Ципра Заев. Прашината што ја крена политичката битка веќе ги покрива фактите. Што навистина пишува во договорот, а што велат политичките кампови дека пишува. Дали со договорот македонците ќе станат северномакедонци? Ова прашање е предмет на најжестока дебата уште пред кампањата, а со тоа и предмет на најкреативни читања, според потребите. Добра илустрација е неодамнешната дебата на ТВ Телма меѓу Игор Јанушев од ВМРО ДПМН и Александар Кирацовски од СДСМ. Како ве пишува вас во пасош? Кој е вашата национална? Како ќе ве пишува во иднина? Македонец. Зошто ја лажете јавноста? Вие ја лажете јавноста. Ја лажете јавноста и грубо шпекулирате. Значи нема да ви пишува македонец, ќе ви пишува северно македонец. Нема ли да ви пишува? Ма добро, тоа го знаеме како никогаш досега, тоа заедно го зборува и сите го повторувате како попаѓали. Дали во иднина доколку ова дозволиме да помине, нема да бидете северно македонец у пасош? Никогаш. Ќе бидеме македонци, македонец. А вие не сте се спремили, вие договорот го немате прочитано. Граѓани на Северна Република Македонија. Ако се погледнат важечката законска регулатива и договорот со Грција, лесно се доаѓа до заклучок дека во дебатата и двајцата соговорници ги искривуваат фактите. Јанушев дека ќе пишува северно македонци, Кирацовски дека ќе остане македонци. Всушност, погрешно е појдовното тврдење на двајцата дека сега во пасошите пишува македонци. Иако повторено повеќе пати, и двајцата го игнорираат фактот дека во пасошите и личните карти нема графа за етничка припадност, туку за државјанство. Например, во актуелниот биометриски пасош на ова лице во графата државјанство пишува македонско. Во стариот син пасош на истото лице,
Во графата државјанство пишуваше Република Македонија. Две различни формулации за исто лице со иста етничка припадност. Доказ дека државјанството, а не етничката припадност е предмет на опис во патните исправи е и оваа лична карта и пасош на државјанин на Македонија, етнички албанец. Во посочената графа и таму пишува македонско, Мачедонис, Маседонија, бидејќи се опишува државјанството, а не етничката припадност. Сепак, факт е дека со договорот формулацијата за државјанството ќе се смени. Нема да остане македонско, ниту пак ќе биде северно македонско. Туку како што е предвидено во член 1, став 3, алинеја Б. Државјанството ќе биде македонско, коса црта, граѓанин на Република Северна Македонија. Сепак прашањето за државјанството во јавната дебата упорно се поврзува со темата за етнокултурниот идентитет на македонскиот народ. Коалицијата за тврди дека тој е целосно заштитен со договорот, а ВМРО ДПМН дека е комплетно поништен. Во членот 7.2 стои македонски идентитет потврден на оваа територија со јазик посебен, со култура посебна, наша националност посебност, целосно со сите атрибути. За нас овој договор представува тотално поништување на македонскиот национален идентитет и се бара од нас, од македонецот, сам да направи своја сопствена лоботомија. Сам да се лоботомизира и да заборави на се она што бил претходно. Според договорот, факт е дека јазикот ќе продолжи да се означува со чиста формулација, македонски јазик, без фусноти и преведлива на сите други јазици. Придавката македонски ќе може да се користи за означување на народот, културата, историјата, наследството, но со членот 7 тоа е ограничено на словенски контекст. Втората страна изјавува дека нејзиниот официјален јазик, македонскиот јазик, спаѓа во групата на јужнословенски јазици. Двете страни изјавуваат дека официјалниот јазик и останатите одлики на втората страна не се поврзани со античката елинска цивилизација, историја, култура и наследство од северниот регион на првата страна. Со етнокултурниот идентитет е поврзана уште една точка за која кампот за речиси и да не зборува, а опозицијата ја споменува во секоја можна прилика. А тоа е ревизијата на учебниците. Точно е дека договорот предвидува корекции на учебниците и тоа кај оние содржини за кои што ќе се утврди дека се иридентистички. Но точно е и дека оваа обврска важи за двете страни, односно реципрошно. Или со други зборови дека и Македонија ќе може да бара корекции на грчките учебници. За тоа што е спорно во учебниците или во други публикации, ќе одлучува заеднички комитет на експерти кој беше формиран денеска, иако требаше да биде во функција веќе 1 месец по потпишувањето на договорот. Судирот на ставови меѓу власта и опозицијата за договорот од Преспа произведе и нов термин. Тоа е така наречениот институционален идентитет за кој говори председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Ајде излезете и кажете дали го заштитивте институционалниот идентитет. Дали нема да биде влада на Република Северна Македонија и ќе остане влада на Република Македонија. Дали нема да биде Академија на науките на Република Северна Македонија и ќе остане Македонска Академија на науките. Власта речиси и воопшто не реплицира на ова тврдење на лидерот на ВМРО ДПМН. Причината неверојатно е во фактот што сите државни институции и јавни предпријатија што ги содржат придавката македонски или актуелното име на државата Република Македонија ќе треба или да ги тргнат или да ги заменат со новото име Северна Македонија или Република Северна Македонија. Така Македонска Академија на науки и уметности ќе биде или само Академија на науки и уметности или Академија на науки и уметности на Северна Македонија. Македонска радиотелевизија ќе треба да се смени, најверојатно во радиотелевизија на Северна Македонија. Но точно е и дека не може да се најде дефиниција на институционален идентитет во смислата за која зборува првиот човек на ВМРО ДПМН. Напротив, поглед само во регионот покажува дека нема воедначена пракса, каде се користи придавка, а каде името на една држава. Например, актуелното решение во Македонија за името на јавниот сервис Македонска радиотелевизија е исто како во Хрватска, со Хрватската радиотелевизија. Но од друга страна, јавниот сервис во Србија е радиотелевизија на Србија, а во Словенија радиотелевизија на Словенија. Иако во суштина, користењето на придавката во имињата на МАНУ или на МРТ е реферирање кон државата, а не кон мнозинскиот народ во неа. Ова прашање е чувствително и од овој аспект во Македонија. Пак,
Значи, што се случи 92 година кога правевме армија? Имавме закон за одбрана, во кој армијата беше именувана во првиот драт како македонска армија. 23-24 пратеници на тогашно ПДП. Да, така. ПДП на ДБ. Се заканија со излегување од собранието и рекоа, ако е така, перцепцијата на луѓето, албанци и други, е дека е тоа само армија за македонци, така ние не очекувате да служиме во таа армија. И сега имаме, денеска имаме, кога сменивме тоа, за да имаме поголема инклузија во таа државна институција, не етнизирана, и сега се вика армија на Република Македонија. Ама немојте да врзувате придавката македонски само со етнос. Нема само и основна етничка конотација. Па вие ќе сега извадите на таа основа, затоа што постојат и албанска етничка заедница и национални малцинства во Македонија. Не, постои македонски народ. Дали постои? Дали македонски народ како кованица во преамбула ќе остане? Тоа не го одговарате. Како нема да остане? Како? Ама пред 5 минути го кажав, тоа не знам дали покасно дојдов до студио валјда. Вие рековте македонскиот јазик. И македонскиот народ ќе остане во преамбулата, само што името на државата, не на народот, ќе го следи ова што е договорено и ќе има додавка северна. И додека придавката македонски нема да може да се користи во имињата на државните институции и јавните предпријатија, таа останува во употреба во приватниот, невладиниот и други недржавни сектори. За пример, најголемата опозицијска партија нема да треба да си го смени името. Внатрешна македонска револуционерна организација, Демократска партија за македонско национално единство. Но СДСМ ќе замине во историјата бидејќи го користи името на државата, па ќе треба да биде или само Социјалдемократски сојуз или Социјалдемократски сојуз на Северна Македонија. Сите овие прашања ќе бидат уредени во уставните измени, согласно договорот. Но и покрај повиците од опозицијата, власта се уште ја нема објавено точната содржина на уставните амандмани, особено за преамбулата. Посетата на канцеларката Ангела Меркел е една во низата посети на високи германски представници во пресрет на референдумот за името. Веќе неделава се очекува да дојде министерот за Европа, а потоа и министрите за надворешни работи и за одбрана. Од утрешната одлука на ВМРО ДПМН ќе биде јасно дали Меркел успеала во мисијата да го убеди Мицкоски, барем да не повикува и активно да работи на бојкот на референдумот. Во ехото на викенд престојот на Меркел во Скопје, Владимир Мирчевски од Берлин ја сумира актуелната германска визура кон Македонија. Пораката на Ангела Меркел испратена од Скопје дека историските можности не се појавуваат секој ден, имаат широка политичка поддршка овде во Берлин. И од незините сопартици од конзервативната ЦДУ, и од идеолошките соперници од левичарската СПД. Моите соговорници одат и чекор понатаму, дека во случај на неуспех на процесот зимето, Македонија влегува во зона на сериозна неизвестност. Onda mislim da će biti jako teško za Makedoniju. Makedonija će ostati u toj situaciji status quo. Plašim se da će onda doći do unutar makedonskih konflikata. Mislim samom činjenicom ako Albanija će se brže razvijati od Makedonije i tu su, ja ne želim sad neke negativne prognoze praviti, ali u svakom slučaju postoji isto mogućnost ako će vidjeti da se sve zemlje brže razvijaju od Makedonije, da onda će biti do unutar makedonskih konflikata. Je velika opasnost da do toga dođe. Ja se nadam da to neće biti, ali isto tako je potpuno jasno, ljudi jednostavno u regiji, Makedoniji, Albaniji, Kosovo, pogotovo mladi ljudi, masovno napuštaju zemlju, svaku mogućnost traži da napuste zemlju i to ne može biti svejedno niti jednoj stranci, niti jednoj političkoj opciji u regiji. Tako da se nadam da će ipak biti jedan pozitivan rezultat što se tiče referenduma i apsolutno sam svjestan, odnosno uvjeren da će zdrav razum nadvladati i to ne samo u lijevoj opciji nego i na desnoj strani, konzervativnoj strani i tako dalje, da na kraju krajeva vjerujem u pobjedu zdravog razuma. I vjerujem u pobjedu patriotizma. Dakle, ljudi koji vole svoju domovinu i koji žele najbolje za svoju domovinu i nadam se da će biti puno jači taj patriotizam od klasičnog nacionalizma koji traže u svemu nekog krivca za svoju promašenu politiku. Во очекување на утрешната одлука на ВМРО ДПМН за тоа како партијата ќе се постави кон референдумот,
Моите соговорници овде велат дека не е тешко да се претпостави дека канцеларката била отворена на средбата со лидерот на ВМРО ДПМН и дека побарала сестринската партија активно да се вклучи во кампањата за референдумот за тој да успее. Вашето искуство до сегашно што зборува какво е влијанието на германските конзервативци ЦДО врз македонската партија опозиција ВМРО ДПМН и мислите ли дека има шанси да се промени ставот на ВМРО ДПМН по средбата што има со германската канцеларка? Pa po pitanju perspektive Makedonije i budućnosti Makedonije, mislim da smo si i SPD i CDU, dakle ova vlada jedinstvena, da je i CDU mišljenja da je najbolja mogućnost sada da kroz referendum da se jasno dobi jasnu orijentaciju Makedonija za svoju budućnost. Taj proces, dakle, obećanje da Zapadni Balkan ima perspektivu i s time i Makedonija, je nama jasno da to ne može u nedogled ići. Znači, perspektiva ne može biti u nedogled. Dakle, mora se sad konkretno nešto desiti. Она што го слушнав овде во Берлин е дека светот не се состои само од Балканот, Грција и Македонија и дека затоа треба да се искористи моментот. Не верувам дека луѓето од Балканот сакаат да живеат како русите, велат нашите соговорници, коментирајќи ги интересите на трети страни во регионот. Уште едно прашање за кое во Берлин нема никаква дилема е можноста за прекројување на границите на Балканот. Ова е целосно неприфатливо за германската влада. Тоа би значило отворање на вратите на пеколот, е ставот на сите со кои разговаравме. Велат, потенцијалниот домино ефект може да ги врати крвопроливањата од 90-тите години на минатиот век, што никој не го посакува. 360 степени во Берлин, Владимир Мирчевски. Им се заканували нова блокада на судовите. Судските службеници, представувани од синдикатот на УПОС, се незадоволни од ветувањата на владата дека ќе се најде начин да им се вратат закинатите 40% од плата поради штрајкот во 2016-та. Веднаш по формирањето на СЈО во 2015 година, власта на ВМРО ДПМН и ДУИ донесе законски измени со кои судиите и обвинителите во редовното обвинителство добија драматично повисоки додатоци на платите. Но беа заборавени судските службеници, кои поради тоа организираа предупредувачки штрајк. По половина година игнорирање на нивните барања, во мај 2016-та, синдикатот на УПОС и Сдруженијето на судската администрација почнаа штрајк во сите судови. Црвен картон за ово и за сите министри. Наместо третина плюс на платата, околу 2000 судски службеници добија 40% минус за време на штрајкот. Дали судовите се пред нова блокада, откако новата власт вети, но не им ги врати задржаните пари на судските административци. Пецо Грујовски е прв човек на синдикатот на УПОС. На крајот од месецот го чека седница со председателите на синдикалните организации во судовите. А едно од главните прашања што ќе се отворат на тој состанок е дали судската служба повторно ќе излезе на штрајк. Причината за незадоволството е тоа што не можат да си ги вратат парите одземени при штрајкот пред 2,5 години и покрај потврдата дека тоа било сторено незаконски. Затоа ги известивме трудовата инспекција и побаравме помош. Трудовата инспекција констатира оно што и ние кажавме. Плата може да му се одземе, односно да му се намали на работен само со правосилна судска пресуда или со правосилно решение. По случајов поединечно решение. Тоа вработените не го добија. А народниот правобранител, кој беше известен, истото го констатира дека е направена грешка и дека на овој начин е незаконски да им се одземат парите. Според Грујовски и новата влада се согласила дека платите им биле противзаконски скратени, но решение нема. Десетен беше премиерот и разумен да речем за нешто барање, го разбра и рече добро би било да се вратат парите, бидејќи незаконски им се одземени, но да се најде правна рамка, правен механизам, што е сосема во ред. Е, молам, 8 месеци власта не може да изнеде правна рамка како да ги врати парите, што за нас е неразбериво. Постои искра надеж дека ќе го решиме прашањето, но доколку не го решиме, на состанокот на синдикалните организации од судовите ќе се одлучиме
за нашите надамошни постапки. Дали тоа ќе биде протест, блокади на улици, па дури и штрајкот доаѓа во предвид, иако за време на штрајкот луѓето повторно ќе бидат казнувани. Но ќе изнајдеме форми, овој пат луѓето, односно штрајкувачите, не бидат оштетени, а да го искажеме нашиот револ. Синдикалците се сомневаат дека одложувањето на решението на нивниот проблем го кочат судските, а не политичките авторитети. Бидејќи ако им бидат вратени парите, тоа ќе значи признание дека тогашните раководители на судскиот совет и на секој суд одделно се огрешиле пред законот, дека зад нивната судбина се одвиваат и се одвивале поинакви игри, потврди им се променливите ставови на судската власт. Например, Зоран Караджовски, кој како председател на судскиот буџетски совет го потпишал барањето за кратење на платите, минатата недела во собранието сочувствуваше со административците. Тој не ги спомена скратените 40% за време на штрајк, но призна дека барањата им биле оправдани. Најдолгиот стап го изеде судството, односно судиите и судската служба, така што од тогаш наваму, од 2016 година до денес, и редовното јавно обвинителство и службениците во јавните обвинителства имаат надоместоци со кои што одскокнуваат од примањата на вработените во судската власт, од судиите и од судските службеници, и во име на судскиот совет. Јас истакнувам дека тоа е една невозможна ситуација и дека тоа најитно треба да се отстрани во интерес на нормално функционирање на судовите во Република Македонија. Токму следните месеци ќе бидат клучни, дали засега притаеното незадоволство во судската служба ќе се изгаси или повторно ќе ескалира. Не се во прашање само парите скратени за време на штрајкот, туку и неисполнетите ветувања за трајно решавање преку законски измени. Како дел од правосудните реформи, и овој процес е под лупа на Брисел. Во Националната стратегија за правосудни реформи или за реформи во правосудството предвидене измена на Законот за судска служба и Сдруженијето на судска служба е вметнато како еден од субјектите кои што треба да придонесат во тие измени. Во нашите разговори кои што ги водиме сега последно, конечно можам да кажам со министерот или министерката за правда интензивно, мислам дека имаме прилично точки во кои што би можеле да се надеваме дека ќе се најдеме и дека ќе придонесеме кон еден многу поквалитетен и поевропски закон. За кој што јас сега не би сакал во оваа ситуација да зборувам, меѓутоа има многу работи кои што треба да се менуваат за да добиеме на поквалитетна судска служба. Впрочем, и нашите барања во штрајкот не беа исклучиво за зголемување на доместоци до 35%. Туку имаше уште 6 или 7 други штрајкувачки барања кои што ги имаме истакнато. 360 степени не доби одговори ниту од судскиот совет, ниту од Министерството за правда, за тоа дали ќе им бидат вратени парите на судските административци и докаде е правната рамка за решавање на овој проблем. Јавно е познато само дека министерката Десковска пред 10 дена започна разговори со синдикалните организации за колективен договор за вработените во администрацијата и судските органи, но не се откриваат информации дали и кои барања на синдикалците правда е подготвена да ги прифати. Не заминувајте од Алсат, по уште една кратка пауза следува саботажата. Да видиме каде цели вечерва Сречко Поповски. Вистинско математичко откровение обелодени градоначалничката на Битола. За неа тоа што навидум би требало да е исто. Не само што не е исто, туку фрапантно различно, па дури и тогаш, кога единствената диференција меѓу големините е тоа што се кажуваат жаргонски или на прецизен македонски јазик. Имаме исклучително необјасниви појави. Јас само ќе споменам како една ситуација. Граѓанин кога се вози во меѓуопштински превоз помеѓу општина Новац и општина Битола плаќа повратна карта од 400 денари, а учениците плаќале по 400 денари.
станува збор за голема разлика во суми. Голема разликата во тоа што длабоко се верува од тоа што се кажува. Желбата по секоја цена да се стаса до каков таков публицитет неизбежно води до проблемите на Фројд, кој прецизно ги опишува карактерите, чија подсвест им создава непријатна состојба, откако таа, неконтролирано, ќе излезе од устата. Знаете, Единствена Македонија е во кризен штаб со 28 организации за бојкот на референдумот. Владата не може да не спречи, бидејќи референдумот ќе успее. Владата не може да не спречи, бидејќи референдумот ќе успее. А како и не би успеал, кога е очигледно дека водството си е толку самодоволно што си зборува дури и самото на себе. Без никаква публика, ниту каков било интерес, окупирајќи ја говорницата не баре случајно некој да не ке им ја фати. И дење и ноќе, умислувајќи си дека е доволно стоењето пред парламентот, за да се биде избраник на народот. Ние веќе од тука што сме повеќе членови, делуваме веќе јавно во својство како на парламентарна пратеничка група. Значи, ние веќе и сега сме активни, само што не сме го завршиле тој процес на регистрирање. Наспроти патриотската интифада која се одвива на ваков начин, главната екипа е заглавена во процепот меѓу нерешителноста и лидерството. Така прозвучува разногласието во конструкцијата на говорникот кој во еден момент, зачудувачки, самиот ја отвара дилемата за собствената улога, за веднаш потоа, веројатно, не баре незнаен јунак, херојски, да се понуди себе си како жртва. Кој е Христијан Мицковски да му каже на народот што треба да прави? Ако водам, следете ме. Ако се двоумам, потурнете ме. Ако ве предадам, убијте ме. Недоумиците сепак ќе мора да бидат расчистени, не за друго, туку затоа што има доволна подготвеност, конечно да биде потурната, не некоја личност, туку земјата, без потреба за тоа да паѓаат животи. Јапла не е една-две раци, ни подават, ајде бе луѓе, да ве извлечиме од калта. И сега ние што ќе кажеме, не, убаво ни овде, топличко ни е во калта. И на крајот, за оние кои на вистина не се воопшто загрижени за тоа дали треба да се продолжи да се цапа. Ако е убаво Европска Унија, што не ти даде Ангела Меркел да ги убеди британците да останат во Европска Унија? Ти излегува од Европска Унија. Зошто излегува Британија? Зошто им било многу убаво или не им чинил? А нас не викат, не пикат. Никој нас нема причина ниту да не вика, ниту да не пика. Ние, самите, таму припаѓаме. Во одјавата на вечерашново издание уште еднаш подсетување дека во новата сезона се емитуваме во нов термин секој понеделник и петок од 22 часот. Овде завршува ова издание, на Алсат следуваат вести, а ние повторно ќе се видиме в петок од 22 часот. Пријатно.